Zголемени принос и поголема отпорност на стеблото, намалена употреба на хербициди и поголема конкурентност на пазарот се само дел од детектираните придобивки од употребата на тераграмин, односно подобрувач на почвата. Прв пат тераграмин експериментално беше употребен во април годинава на нива од 1 декар во Чифлик. Веднаш до неа на истата површина беше посеан ориз на традиционален начин. Резултатите се покажаа како запрепастувачки добри. Конкретно на опитната површина, ќе кажам за споредба од лани. Значи, лани производителот на таа површина од 1 декар која што земавме за поставување на опитот доби 400 килограми арпа. Оваа година по жетвата со поставениот опит тераграминот, значи доби 900 килограми од истата површина. Во споредба со другите споредбени површини на кои што ги контролиравме, имаше некаде за 200 до 300 килограми помалку принос. Тераграмин всушност е еден вид на минерал кој според истражувањата досега покажал многу позитивен ефект врз почвата. Ова средство е потполно стерилно, значи за тоа има сите релевантни сертификати и одобренија се добиени, така да е потполно стерилно, реков, и може, што најдобро, може во органско производство да се користи. Значи нема никакви нус ефекти. Неговата употреба е дел од напорите за модернизација на земјоделството. Пред се би сакал да кажам дека денес модерното земјоделство не може да се замисли без напредни техники и технологии, нивното воведување, исто како и земјоделство со високи приноси. Експериментот што се изврши на една опитна парцела со ориз во Чифлик е дел од 7 проби кои се вршат кај различни култури. Влијанието на тераграминот се испитува и кај крушите, јаболката, праските, градинарските култури и тутунот.